Добар ден на сите, се надевам сте добри. Денешното кратко видео предавање ќе биде едно мало подсетување во темата за прости и сложени реченици во нашиот јазик. Имаме тука една видео презентација која што ќе не подсети на некои од најважните работи. Одиме со првиот слайд. За приметуваат имаме една интересна слика и барањето е следно. Да составиме по една проста реченица за двата ликови од сликата. Ни треба едно мало подсетување да кажеме дека простата реченица секогаш треба да ги содржи во себе оние два основни членови, а се сеќаваме кои беа тие и овие две реченици ќе ни помогнат да се потсетиме. Баба плете, една реченица, дедо чита, друга реченица, еве ги значи основните членови, има подмет, во првиот случај тоа е баба, во вториот случај тоа е дедо. И двата зборови се именки. Кога учевме кои видови на зборови можат да имаат улога на подмет во реченицата, кажавме дека тоа беа претежно именските зборови, односно четирите групи: именки, придавки, заменки и броеви. Ете така и вториот член кој што воедно најважниот член за да имаме реченица, тоа е, се разбира, прирокот. Во првиот случај тоа ќе биде зборчето плете, во вториот случај тоа ќе биде зборчето чита. Не треба да заборавиме дека секогаш прирокот е представен со глагол, а тој глагол е во лична форма, односно тоа значи дека се однесува на некој лице, на некој кој го врши дејството во реченицата. Ете така. Наредниот слайд пред нас поставува едно прашање кое што вели вака: што ќе стане ако речениците ги прошириме со дополнителни членови? Многу е јасно дека освен простите реченици во јазикот имаме и реченици кои што може да бидат составени од повеќе членови, на нив може да се додаваат други членови, да ги дополнуваме и така натаму. Па еве како јас ги дополнив овие две реченици од претходниот слайд. Првата вели вака: баба плете чорапи за внукот. Втората: дедо чита весник за најновите случувања. И сега тука се поставува уште едно прашање: дали овие реченици сега, откако ги дополнивме, станаа сложени? Сега тука може да помислите малку, веројатно сите имате свој одговор, а еве ќе го добиеме и на слайдот веднаш. Секако дека не. Зошто? Во нив дополнивме одредени зборови, но ниеден од тие зборови не е глагол. Значи, простите реченици ги проширивме. Додадовме плюс нови зборчиња. Додадовме нови информации, сега знаеме за кого плете бабата, што прави, значи што плете поточно. Дознавме, значи, зашто чита дедото во тој весник и така натаму. Што воопшто чита, можеше да чита и книги, така. Значи сето тоа се дополнителни информации, меѓутоа ниеден од тие нови зборови не е глагол. Заради тоа ќе добиеме заклучок дека овие реченици сега станале просто проширени реченици. Се уште не се сложени, меѓутоа се просто проширени. Сега да обрнеме внимание на новите примери и да видиме дали имаме истата ситуација во овие две реченици кои што следуваат. Првата: баба плете чорапи за внукот и размислува. Сега, веројатно може да забележиме дека ситуацијата се променила, имаме две зборчиња во реченицата кои што имаат иста боја. Плете, тоа е прирокот еден кој што веќе го имавме и досега, но оваа реченица ја збогативме со уште еден дополнителен прирок, тоа е прирокот број 2, односно зборчето размислува. Така да веќе имаме два глаголи, односно два прироци, и тоа значи дека реченицата сега по структурата може да се смета за сложена реченица. Дедо чита весник и удобно седи во фотелјата. Имаме, значи, првиот прирок чита, но исто така имаме втор прирок, односно тоа е прирокот седи. Промените кои што ги забележавме, значи, се очигледни. Речениците ја променија нивната структура. Имаме по два прироци, можевме да имаме трет прирок и четврт и така натаму, и тие веќе станале сложени реченици. На крај, завршуваме со заклучокот за тоа што е сложена реченица. Според општата дефиниција, реченица која што во нејзиниот состав има најмалку два прироци, односно
Глаголи, прироците секогаш се представени со глагол во лична форма. Тоа значи дека се однесуваат на лице, односно прашително дејство, се вика сложена реченица. Ете така. Значи, видовме дека кога е опрашена структурата на реченицата, таа значи може проста да се дополнува и така натаму да биде просто проширена или ако има најмалку два прироци да биде сложена. Ова беше кратко видео подсетување, едно повторување. За оваа лекција ќе имате задача која што дополнително ќе ви биде доделена во групите за работа. Ви благодарам за вниманието и до следното видео предавање ве поздравувам. До гледање.